За многумина денот започнува со шолја кафе, ритуал што носи енергија и мотивација. Според нутриционистите, консумирањето 2 до 3 шолји кафе дневно може да го подобри здравјето на срцето, да го намали ризикот од мозочен удар и позитивно да влијае врз нивото на шеќер во крвта. Тоа е богато со антиоксиданти и полифеноли кои ги намалуваат воспаленијата и можат да помогнат во заштита на мозокот и крвните садови. Освен тоа, содржи и важни хранливи материи како калиум, магнезиум и витамини од Б групата. Кофеинот може да помогне и во подобрување на спортските перформанси и забрзување на метаболизмот. Сепак, експертите предупредуваат дека умереноста е клучна. Препорачаната дневна граница е до 400 мг кофеин, бидејќи прекумерното консумирање може да предизвика несоница, анксиозност и проблеми со варењето. Конзервираната храна често се смета за помалку здрава од свежата, но експертите велат дека тоа не секогаш е точно. Иако при процесот на конзервирање дел од хранливите материи може да се изгубат. Храната се зачувува во моментот кога е најсвежа. Според истражување објавено во списанието Nutrients, луѓето кои редовно консумираат конзервирана храна внесуваат повеќе есенцијални хранливи материи како калциум, калиум и влакна. Меѓу поздравите избори се конзервираниот граф, богат со растителни протеини и влакна, како и конзервираната риба туна, сардини или лосос, која е добар извор на омега-3 масни киселини. Конзервираното овошје и зеленчук, како праски, ананас моркови или пченка. Исто така може да бидат хранлива алтернатива, особено ако се конзервирани во вода или природен сок. Експертите советуваат внимателно да се читаат декларациите и да се избираат производи со помалку сол, шеќер и додадени масти.